Чекаме Ивана да се подготви, еве веќе е подготвена. Не гледам сонце нигде, Ивана. Има ли сонце во нашиот ни град? Има сонце. Има, добро Има сонце, е. ние сме по ценка. Трна денов да не го карам сонцето. Имаш и супер соговорничка, тоа е Милена Силјановска, веќе е добро позната и на нашата публика, затоа што е уредник во Издавачкиот центар 3. Многу често има и добивано книги од нив, а ова утро ќе го најавите или ќе ги кажете сите детали за зимскиот фестивал на книгата. Така е планот, нели Ивана? Така е, Искра. Добро утро по втор пат. Ве поздравуваме од центарот на главниот град, од Дебар Мало, каде што се наоѓа и една од книжарниците на Издавачкиот центар 3. Ќе разговараме за нешто што се одржува традиционално секоја година или секоја зима, зимскиот фестивал на книгата во Издавачкиот центар 3 и во сите книжарници на 3. Милена Силјановска овој утро ќе ни ги каже сите детали поврзани со зимскиот фестивал. Добро ти утро, Милена. И како настана, ајде да се вратиме наназад години, традиционалниот зимски фестивал на книгата? Добро утро и од мене и срекна нова година на сите кои што не успеав да им честитам. Зимскиот фестивал на книгата се одржува традиционално овој период јануари, затоа што нели сите сакаме да бидеме дома на топло и сите имаме таа идилична слика во глава каде што сме на нашето удобно качи и читаме многу книги, па токму и поради тоа еве од последниве години нели со самото загадување и слично се повеќе сакаме да сме дома каде што сме на безбедно, а кој ако не книгите тие се нашето безбедно место, така што ете тоа е појдовната идеја нели на зимското читање, затоа што тој период имаме најмногу купувачи и не само заради тоа, туку и затоа што нели многу подаруваме, затоа што е време за нови промени, а книгите се најдобар начин како да ги поставиме нашите новогодишни цели и така натаму. Да, зимскиот фестивал започна пред неколку денови, ќе трае се до крајот на овој месец, до 31 јануари. Одличен почеток, мислам дека на новата година да си се подновиме со номилениот наслов, со нова книга и да збогатиме нашата домашна библиотека. Па што се нуди еве зимскиот фестивал и што се ќе се одржува во рамките на фестивалот? Освен што имаме традиционално нели имаме фестивалски цени, односно фестивалски попуст на сите изданија на 3 на Паблишер, дополнително подготвивме понуди, например избор на наслови кои што се 3 книги за 500 денари или 5 книги за 500 денари, се со цел да нели да може наеднаш да ги купат сите книги и да не мора да се прекинува тоа читачко уживање. Подготвуваме и нови наслови. Во петокот ни пристигна Силмарилион од Толкин, авторот на Хобит и Господар на прстените, што е едно големо изненадување за сите кои што сакаат фантастиката и научната фантастика. Исто така и вистинскиот од Чандор Марај пристигна неодамна, но и нови книги кои што допрва ги очекуваме. Тоа се приказни од Кафулето, тоа е вториот дел од Пред да се излади кафето на Тошиказу Кавагучи, како и два наслови од популарната психологија. Тоа е новиот наслов од Бријана Вист, 101 лекција за животот, што е надоврзување на Планината си ти, што беше една од најпродаваните книги изминатава година. И зошто никој не ми го кажал ова порано, од една авторка која што е светски популарна и која што е наслов што долго се очекува да се појави во превод на македонски јазик, и еден трилер, затоа што нели зимата е време на мрачни ноќи, душата ни бара нешто така по-мистериозно и авантуристичко. Тоа е ново дело од Стив Кавана, што претходно го читавме со 13-ка, сега ни доаѓа со 50-50. Исто така очекуваме да има промоција Виолета Танчева Златева, што е книжевен бисер на македонската книжевност, на домашната литература, со незиниот роман Бела Сама, што излезе не во печат, го има во сите наши книжарници, но дополнително ќе известиме за датум и време каде ќе се одржи промоцијата. Но имаме исто така и други нови наслови од домашната сцена, тоа е Живот без сведоци од Наташа Сарджовска, мојот роман Ронлива, што имаше промоција нели во декември, Ферит Мухик исто така со роман, единствен матичен број излезе во септември ми се чини, но сепак се уште го доживува својот екот.
Да, јас веќе си одбрав мојата нова книга која што ќе си ја набавам и ќе си ја прочитам во наредниве денови. Спомена многу попусти, навистина многу примамливи понуди кои што верувам дека и тоа како читателите и луѓето кои што обожаваат да читаат ќе дојдат и ќе ве посетат и ќе си набават нели по промотивни цени нови книги, но дали имаме и од детската литература нешто што спаѓа во фестивалот и што доаѓа нели со акциски цени? Да, секако тука се нели Стела и Сани омилените книжевни ликови на децата. Секако има попусти и за нив и особено интересно што имаме новогодишни пакетчиња за во кои што ги пакуваме нели сликовниците, имаме голем избор на боенки и сложувалки, затоа што согледавме дека преку сложувалките многу лесно учат децата нели да ги научат броевите и буквите и исто така имаме и понуда на играчки за помалите, но има и за поголеми возрасти кои што се дрвени, се многу практични и гледам дека луѓето постојано се интересираат за тоа, затоа што освен преку литературата, нели играта е еден начин да се стекнат сознаење, умење и вештини што понатаму ќе им бидат потребни во животот. Да, секако најважна е моториката кај децата и да ги користат нели сите сетила за распознавање. Милина, ќе те ослободиме, нема веќе да држиме на ладново, ќе ти посакам да си имаш убава работна седмица и уште еден успешен зимски фестивал. Ви благодарам и вам, ви благодарам и за поканата, сите останати ги очекуваме во нашите книжарници на 3, но исто така и онлайн на книга.мк, за да не мора да го напуштат своето удобно каче и овој разговор ќе го завршам со еден цитат од Албер Ками, кој што вели во најдлабоката зима открив дека во мене има непобедливо лето. Така, прекрасно. Искрено мислам дека тебе ќе ти се допадне, иако не ја сакаш зимата и повеќе ги сакаш сончевите денови. Јас ќе ве поканам секако сите да ги посетите книжарниците на 3 или пак на книга.мк, да не излезете од вашиот дом, да не идете по студеното време, туку едноставно таму можете да си ги најдете вашите нови наслови, како што ќе може да си ја збогатите нели домашната библиотека, да си се сместите удобно во вашата фотеја и секако со омилениот вкус на чај, да се ги прочитате на сите нови наслови кои што имавте желба можеби во минатата година, не успеавте да ги прочитате, но и се она што е ново и што го нуди книжарницата 3. Ти благодарам многу, Ивана, особено благодарам на Милина затоа што ми даде одговор на прашањето што му го поставив на Секирарски, а тоа беше кога ќе дојде летото. Не треба да го чекаме, тоа било во нас, само треба да го пронајдеме веројатно.